токму позади нас е првата зграда која што е опфатена во овој циклус. Сакам да кажам дека ова е само старт, бидејќи континуирано во текот на целиот 4-годишен мандат ќе бидат обновени фасади. Планот е некаде околу 45-50 фасади да бидат променети во текот на идните 4 години. Она што исто би сакал да го потенцираме дека освен поставување на фасади со термичка изолација, исто така ќе бидат сменети, ќе биде сменета дотајаната столарија, се со согласно се разбира со станарите. И веројатно најбитно е што со поставување на оваа нова фасада, цените за електрична енергија, цените за грејење ќе се намалат најмалку за 1/3. Тоа се разбира многу важна вест за жителите на општина Центар, затоа што во оваа ситуација, во економска ситуација, тоа е исклучително битно. На крај сакам да потенцирам дека во првиот конкурс се избрани 13 згради и тие се веќе определени, меѓутоа конкурсите за идните фасади кои што ќе ги поставиме продолжуваат во континуитет, така што сите заинтересирани станари на овие згради кои што се во општина Центар, на колективните згради, можат да се јават и ги замолам да се јават што е можно поскоро, за да може да соберат согласноста меѓу себе, како што реков, станарите, и потоа да аплицираат во општина Центар и да влеземе и тамо да реновираме. Значи, јас неколку пати дадов одговор, кој сака, било која државна институција може да ги прегледа документите како ние работиме, и тоа и се прави во општина Центар, немам илузии дека тоа не се случува во општина Центар. Мислам дека цинично ова актуелна владина гарнитура да ме напаѓа мене или некоја општина за рекламирање во медиуми, кога јас извадив еден податок, кој што податок не може да се добие од владата, бидејќи тоа е, како што и самите имат даден одговор, тоа е државна тајна, класифицирани информации, од еден меѓународен институт кој што потврди дека во Република Македонија владата годишно троши 1,5% од буџетот на државата, што значи дека 39 милиони евра годишно владата издвојува за рекламирање. Но не е тоа битно, најбитно е тоа што општина Центар работи како што налагат законите. Ние избравме агенција, агенцијата определува во кои медиуми ќе се рекламираме. Јас немам ништо против да се рекламираме во медиуми блиски до владата, а во соопштењето кој што го дадов завчера баш потенцирав дека токму во медиумот кој што ја отвара оваа наводна, според нив, скандалозна афера, токму таму ВМРО да помене и владата се рекламираат. И јас со самиот почеток ги поддржав тие протести и бев на првото гушкање, како што не го нарекува, на ГТС, ќе продолжам и понатаму до оден. Мојот став е јасен во однос на барокните фасади во Центар и во градот. Во среда имам средба со нив. Општина Центар ќе стори се во однос на дуповите да го спречи тоа. На крајот на краиштата се реков дека овие 3 дупа што падна на предпоследната седница се поврзани со новата фасада, која што треба се планира да се прави на ГТЦ, меѓутоа се разбира остануваат оние 4 дупа кои што се наоѓаат на една седница која што е прекината.